Почитувани, Соросовите платеници брутално почнаа да ги трошат парите на граѓаните на Република Македонија преку Министерството за култура. Министерството за антикултура и Роберт Аладжозовски продолжуваат со вработување на партиски кадри на сите нивоа во Министерството. Според информациите кои излегува во јавноста, најнов е случајот за вработувањето на Нора Шакири како дел од тимот на Аладжозовски. Ова вработување, како и сите останати, е спроведено без конкурс, без јасни критериуми за самата работа, без дефинирана позиција, надвор од сите норми и стандарди, без запазена процедура. Плукањето по сите проекти во културата на кои работеше владата на ВМРО ДПМНЕ, особено Скопје 2014, им се исплатеше на дел од платениците кои први влегува во министерскиот кабинет. Петар Арсовски, Ѓунер Исмаил, Никола Наумовски, Мирослав Грчев, Петри Сарачини се дел од черената платеничка револуција која со месеци дивееше и ги тероризираше граѓаните на Република Македонија. Вработувањето на сите овие ликови во Министерството за култура е само еден од многуте претходни случаи на масовни вработувања, не по клучна професионалност, туку по клучна пријателства, непотизам и политички интерес. Покрај самите директорски позиции, недолго по преземањето на власта од СДС, под државна капа ги стави и другите партиски членови, активисти на Сорос, твитерџии и комедијанти, кои причинија огромна материјална штета на културните објекти низ Скопје. Зоран Бојаровски, Бојан Маричик, Дане Талевски, Маријан Забрачанец, Бранимир Јовановиќ, Дарко Лешовски, Владко Васил и многу други се дел од долгата листа на нововработени по државните институции. Ваквите вработувања мора да престанат. Граѓаните умеа да ги препознаат овие штетни политики и затоа казната ќе стигне на 15 октомври. Ви благодарам.